Благодарам, почитувани граѓани, представници на Македонската радиотелевизија, колеги пратеници. Се плашам дека оваа расправа може да биде ставена свесно од парламентарното мнозинство во едни формални рамки, на тој начин што ние ќе инсистираме МТВ да ги прифати забелешките на опозицијата и да ги тргне партиските белези, кои што се јасно воочливи во Македонската радиотелевизија, а од друга страна, вие ќе инсистирате на таксативно цитирање на оно што значи финансиски план за 2016 година и оно што значи програмска шема која што треба да ја реализирате следниот период. Велам, стравувам од таквиот можен формализам, бидејќи кога ќе заминеме дома, по завршувањето на оваа седница, ќе треба да пуштиме повторно дневник на МТВ, во кој што повторно ќе бидеме фрапирани од тоа што од можни 7 прилози во еден дневник, 6 прилози ќе бидат во функција на величење и на храбрење, на поддржување на улогата на поранешниот премиер, а еден прилог, ревносно подготвен, ќе биде во улога на стигматизирање на СДСМ и на оно што значи здружена опозиција. За да не ме сватите погрешно, ја не би сакал да тргнам директно кон со овој негативистички пристап за МРТ. Апсолутно, ја знам добро генезата на Македонската радиотелевизија и знам дека имате неоспорно учество во процесите на создавањето на Македонската независна држава. И според мене, и според моето знаење, јас сметам дека Македонската радиотелевизија треба да биде во функција на создавање и на креирање на медиумски плурализам, односно на кохерентни општествени односи, кои што на некој начин ќе можат да создадат она што сите го бараме. МРТ да биде објективен, професионален медиум, кој што непристрасно, правично и објективно ќе ја дава информацијата, ќе ја испорачува информацијата до граѓаните на Република Македонија. За жал, таква не е моменталната состојба во која што функционира Македонската радиотелевизија и од тие причини ние ги искажуваме сите овие сугестии. Не знам што се од ова ќе прифатите, што ќе ви кажеме, но јас сум сигурен и се надевам дека ќе дојде ден кој што ќе биде во функција на ревидирање на се ова што правите, при тоа труејќи го дополнително медиумскиот спектар во Република Македонија. Заради тоа што секој граѓанин подеднакво учествува во финансирањето на Македонската радиотелевизија. И од тие причини ние имаме објективно барање. Се она што вие пренесувате, сите овие години наназад, да биде објективно и издржано. Токму затоа сметам дека дискусијата за финансискиот извештај во оваа ситуација има многу помалку значење од она што значи реално како се однесува во пракса Македонската радиотелевизија. Представници на Македонската радиотелевизија, убеден сум дека имате во моментот погрешен модел на финансирање на јавниот сектор, на јавниот радиодифузен сервис. И затоа овие прашања кои што ги поставија моите претходни колеги се апсолутно легитимни прашања. Вие мора да се определите дали ќе бидете јавен сервис или сервилен сервис. Значи не е возможно во најтешката политичка криза во Република Македонија, политичка криза која што тврдам дека е создадена заради владеачкиот опиум од преголемата концентрација на моќ и пари на едно место, да не успеете барем еднаш во 10 минути да го поканете председателот на најголемата опозициона партија, при тоа да ги објасни сите оние информации кои што испаднаа во јавност. Се разбира, да не бидам погрешно сватен, ние не бараме вие да го фаворизирате Зоран Заев или Радмила Шикеринска, туку да му дадете ист третман, како што има Никола Груевски во Македонската радиотелевизија. Да им дадете ист третман и на помалите политички партии, како ЛДП, како НСДП, како ВМРО Народна, како партиите со нагласена етнификација во Република Македонија. Ваквиот модел на финансирање, кој што е сега во Македонската радиотелевизија, придонесе за две крупни аномалии. Губење на институционалната автономија, прво, и второ, создавање на директна финансиска зависност од државниот буџет. Финансиска зависност која што вие ја плаќате со прилози исклучиво во прилог на власта. И тоа е жално, срамно и тажно за еден сервис
национален, кој што го финансираат сите граѓани на Република Македонија. За жал, комплетниот медиумски хабитус со вашето однесување последните неколку години вие го изместивте. И наместо да биде тоа телевизија која што ќе биде пример за сите останати комерцијални медиуми, вие се впуштате во дневно-политички толкувања, реакции кои што ги видовме изминатиот период. Да биде иронијата и трагедијата голема, додека траеше серијалот на бомби, објавување од страна на опозицијата, не пренесовте ниту една пресконференција на опозицијата, а да биде трагедијата поголема, која што кажав, ги пренесовте сите реакции на Центарот за комуникации на ВМРО-ДПМН, како одговор на тие пресконференции кои што ги имаше опозицијата. И тоа е уште еден скандал кој што дефинитивно лежи на товар на македонската радио телевизија. МРТ по сите дефиниции мора да биде промотор на јавниот сервис и столб на медиумскиот систем во Република Македонија. Сервис кој што ќе биде целосно ослободен од политички, економски влијанија и притоа ќе има непристрасно и правично информирање. Дефинитивно не постои човек надвор од менаџментот на македонската радио телевизија кој што ќе го оправда ваквиот концепт на функционирање на МРТ во овој момент. Не постои ниту еден професор по јавно мислење и масовни комуникации кој што го поздравува овој начин на функционирање. Не постои ниту еден човек надвор од новинарската фела кој што го поддржува овој начин на функционирање во моментот на МРТ. И јас сум сигурен дека за македонската радио телевизија нема да има брзи и нема да има лесни решенија. Очигледно е дека таму е потребна радикална промена која што ќе се однесува прво на обезбедување на финансиска стабилност на македонската радио телевизија и второ, веројатно, уште поверојатно, создавање на нов модел на избор на раководните органи внатре во македонската радио телевизија. Особено загрижува фактот дека не само што не се иницираат законски измени за ова да биде овозможено, туку нема никакви иницијативи токму и од ваша страна. Па така предлог годишниот финансиски план за 2016 година покажува дека јавниот сервис очекува учество на буџетски пари од речиси 31,3% од вкупно планираниот буџет. На тој начин представници на македонската радио телевизија се создава оваа долгогодишна коруптивно-клиентелистичка релација. Во тој сооднос влада национален радиодифузен сервис. Судејќи според тоа што буџетските средства наменети за јавниот сервис се зголемуваат од година во година, може да се заклучи дека во изминатиот период не постоеше политичка волја да се најде праведен начин на финансирање на јавниот радиодифузен сервис. Како резултат на тоа, јавниот радиодифузен сервис нецелосно ја врши својата функција во обезбедувањето на балансирана и информативна медиумска содржина, која што ќе биде наменета за сите граѓани на Република Македонија. Исто така, сакам да потсетам дека не беа само бомбите на опозицијата која што ги бойкотираше македонската радио телевизија. Тука беа и студентските и средношколските протести, за кои што ниту збор не видовме на македонската радио телевизија, а тука беше и пристрасното информирање за приведувањето и судењето на новинарот Томислав Кежаровски. Дополнително, со прислушувањето, односно со обелоденетите информации, обелоденети директно, видовме дека самата македонска радио телевизија е вклучена во договарање на трансфери и издавање на налози за вработување на новинари во македонската радио телевизија, за кои што високите владени функционери велат, односно даваат своевидна препорака дека ќе бидат погодни кадри за вработување во МРТ. Токму од овие причини потенцирав и се уште стојам на ставот дека за МРТ нема да има брзи и лесни решенија. Потребна е темелна реформа која што ќе овозможи овој јавен национален радиодифузен сервис
да ја врати свежината, односно да се врати на оние стари патики кои што беше во периодот додека се основаше независната современа македонска држава. МРТ сум сигурен дека има капацитет за тоа и јас се надевам дека ќе се најде и политичка волја, но се надевам дека ќе се најде и кај вас волја да се оттргнете од канџите на она што значи партиско-политички белези кои што денес ги носите. Благодарам.